Само уште 2 дена останаа за поднесување годишни даночни пријави. 15 март е последниот рок, но доколку закаснете или пак нецелосно ги пријавите приходите од минатата година, ќе ви биде изречена глоба за сторен прекршок, велат од Управата за јавни приходи. Казните за ненавремено поднесување, неподнесување на даночна пријава и за нецелосно пријавени приходи се движат од 100 до 200 евра, односно од 6.000 до 12.000 денари. Затоа од УЈП предупредуваат за запазување на законскиот рок до среда од 8:30 до 18 часот. Доколку се корисници на системот на е-даноци, граѓаните може да ја поднесат годишната даночна пријава и преку електронски пат, односно преку електронски даночни сервиси, а исто така може да ја поднесат и преку пошта. Граѓаните може да ја поднесат годишната даночна пријава и во контакт центарот во Управата за јавни приходи во Скопје. За неподнесена или ненавремено поднесена годишна даночна пријава и нереално прикажани приходи, граѓаните подлежат на глоба за сторен прекршок. Глобите се движат од 100 до 200 евра во денарска противвредност. Значи, да спомнам уште еднаш, крајен рок за поднесување на годишните даночни пријави и пријавување на приходите кои граѓаните ги оствариле во изминатата 2016 година е 15 март 2017 година. Од Управата за јавни приходи уште еднаш подсетуваат кои дополнителни приходи треба да се пријават. Издавање на имот, закуп, под закуп, односно по основ на кирии, приходи кои оствариле по основ на исплатени дивиденди, приходи од авторски права и индустријска собственост, приходи од капитална добивка со продажба на учество во капитал и недвижен имот, приход од по основ на откуп цврст отпад, на граѓаните кои имат исплатено, на кои им е исплатено регрес за годишен одмор, односно познатото К15, исто така имат обврска да поднесат годишна даночна пријава, приходи кои оствариле граѓаните по основ како членови на органи на управување, вешти лица, поротници, советници, функционери, исто така треба да поднесат годишна даночна пријава. Граѓаните кои оствариле приход по основ игри на среќа и тоа поединечна добивка од општите игри на среќа во висина над 5000 денари, исто така имат задолжително обврска да поднесат годишна даночна пријава. Според податоците од УЈП, над 100.000 граѓани се уште не поднеле даночна пријава. Близу 290.000 ги пријавиле своите приходи остварени лани. Во Струмица пак засега има поднесено повеќе од 10.000 даночни пријави.